друга страна дека сепак може да има одредени здравствени ефекти. Високофреквентните бранови продираат само неколку километри во телото и тоа од индустриите се смета за беззначајно по здравството. Веќе не се поставува прашање дали децата треба да имаат мобилни телефони или компјутер, туку како ќе ги користат, како технологијата да се искористи за добри цели, да го олесни учењето на децата, да овозможи визуалација на нештата и подобро соблюдување на предметите, и да ги поврза оние кои не се поврзани, да ни овозможи личен и професионален развој и можност да бидеме покорисни и попродуктивни. Како користењето на модерната технологија може да направи нешто големо, прекрасно и човечко, да го направи светот уште подобро. Има буквално безброј приказни за тоа како технологијата помага светот да стане похумен. Треба само да научиме да ја користиме за добро. Ви благодарам на вниманието. Благодариме на излагањето. Да. Едно прашање. Да, така. Така, ништо нема. Ја имам проектна активност по предметот практична тема Стив Џобс и неговото влијание во светот на технологијата. Информатичка технологија, прибирање, обработка, складирање и дистрибуција на вокал, сликовито, текстуални и нумерички информации од страна на микроелектрониката, основни комбинации на компјутерот и телекомуникациите. Информатичките професионалци вршат различни функции кои се движат од инсталирање. Ајде следно, ајде пройди понатака. Стив Пол Џобс бил основач и директор на Apple. Тој исто така е најголемиот акционер и бил еден од членовите на акционерскиот одбор на Дизни. Следно. Го прочитам. Има тема интернет криминал. Интернет криминалот има има повеќе гранки како што се компјутерски криминал, компјутерски тероризам, сајбер криминал. Има повеќе, ама не знам понатаму што. Да преидеме понатаму на главни. Ајде. За сајбер криминал. Цел на напади се напаѓаат сервиси, функции и содржини кои се наоѓаат на мрежа, се извршуваат кражба. Јас имав апликација за калкулатор. Калкулатор ги има обичните основни математички операции. Калкулаторот служи за решавање на математички проблеми. Користени се ботани, лабела, edit box и тоа е. Добро. Накратко за Делфи. Делфи е програмска... Да го видиме кодот. Тоа мислам дека го кажав на неколку пати. Делфи знаеме. Да. Кодот да го видиме само и изврши го. Еве го. Да го видиме кодот и апликацијата. И апликацијата, добро, секунда. Излезе. Ајде, почни да раскажуваш. Јас имав да направам апликација за слайдшоу. Тоа е апликација каде што се прикажуваат слики кои се менјаваат во одреден временски период и од левата страна на апликацијата може да се види текст кој го објаснува сликата, така. Ја опишува сликата. Океј, пушти го програмскиот код малку. Врши пресметка на две струи и даваат печатната состојба, тековната состојба, потоа и износа на двете струи. Исто така ја пресметува и вкупната наплата, односно е дадено копче кое што при кликање на истото го дава износ на двете струи и потоа имаме копче за излез од програмата. Океј. Да го покажем со тоа на Делфи, може? Покажи како работи сега.